А врата од југо, виде? На Велешкиот Мерцедес вака не се отвора вратата. Да, ама на дело ми југото вака се отвараше. Ама сака и посилно да ја чукни се кога ќе затвориш. Уште еднаш? Еми, ќе ми паднеш и не. Така не му се плаши, брате, ова е југо. Како е? Добро дојде. Добро ја најдов. Во Битола. Добро ја најдов. Баш ми е мерак што во еден подкаст како твојот. Емисија јас ја велам, да. Да, емисија имав можност да учествувам. Еве една мала пажња за тебе. Благодариме. Шо е ова? И еден Не е за на камера. не е за на камера, Алкоголче малце. и еден стимул за другите гости кои ќе идат да знаат дека треба да донесат нешто. Добро, да не биде дека само јас дарувам, а? Да. Добро е, фала ти, брате. Иначе Игор Андреевски од Велес, ако не знаевте, ми донесе малце алкохол, иако алкохол не пијам, ама ете ќе го направиме некако со друштво, брате, со едно со друго. Па некојаш за некои посебни прилики. Ете така. За кога ќе ти одговара за тогаш? Да, може да си клеш малце појас, едно заради безбедносни причини, друго за да имаме добро аудио, брате, да се слушаме. Да. Оти појасо ми е аудио мене во колата. Знаеш како каблите? Мислам дека се кладе, така? Да, Да, супер. не клапнуваат. Ева вако, че се клеме на бубица. Тука сме, да замини некаде, добро е. Ајде, Битола, прв пат си не си, како си? Не сум прв пат Битола, имам доаѓано повеќе пати, ама сега некако со посебен мерак да ти кажам кај ти е посебно. Да, специјално идиш за во југото и баш ми е мило што така ве испадна. Многу ми е мило што си оригинален. Ало, Значи, што не снимаш некаде да биде посебно у студио, да бидеш со ова посебно облечен, да бидеш со костим или да бидеш со кошула, него едноставно да... Брате, јас вака живеам, в кола живеам и си реков, знаеш како ја почнав, доброто, како вака живеам, дај барем да сум успат цело време низ кола, да си правам муаве со луѓето. Ја те следам одамна и баш ми беше чудно што се запознаме ја како фолк пеач и мислам и првенствено како колеги. Да. Што се најдовме, баш ми е мерак, стварно. Па нема А и денски реално немам доаѓано Битола. Да, само навечер на свирки негде. Да. И Па на добро. свирки позабави и така. Ајде ќе те прашам там малку. Велес како е, што има во Велес? Не сум бил 2 години можен. Велес е еден од позамрените градови во Македонија, да речам. Замрен. Па замрен град, доста замрен, доста пензионерски град, да речам. Нема млади? Има млади, ама многу помалце него кај вас во вашиот крај, да речем, во Битолско и во Западна Македонија. Јас се види што е интересно во Битола. Јас се знам цела Битола на памет, ама види на секој се копа, се гради се нешто во градот и се нешто затворени улици имаме. И сега ќе се вртиме малце како лавиринче. Иначе немав таков впечаток за Велес баш кога и да дојдев беше жив град, да речем. Не би рекол сега дека е жив град. Повеќе се пензионери. Значи пензионерите шетат во Велес. Пензионерите шетаат, сега ни направи шеталиште во центарот на градот. За пензионери? За пензионери, да. Ние стесни улицата да биде само една лента, за да има пензионерите каде да шетаат. И Па добро, ти иначе си шеташ пака низ цела Македонија? па да, повеќе по свирки. Кај има после свирки тоа- сега, како си активен периодов? Периодов не сум ангажиран сега. Некна закажав за до година за доводици за во Струга. Летос ке имам некои свадби во Кичево и во Струга исто така. А моментално периодов не сум ангажиран, моментално периодов го посветив за мене. Ми излегува и доста гостување по емисии. Еве Да. за кај те баш ми мило што дојдов. Работиш на нешто на музика нова? Знам дека имаш авторски песни, така? Работам, да. Имам околу 10 своји авторски песни. Албум имаш издадено? Немам издаден албум. Ти тоа е веќе материјал за албум. 10 песни не се малку. Сакам да издадам албум, но ете сега моментално работам на нови песни, сакам да издадам некои нови песни, да видам кој од тие песни би правил и видео запис, Да. па потоа би размислувал и за некој албум да направам. Добро, со кој работиш, како се снимат тие песните народните, да речем, фолкерски. Во кој правец си, да речеме, турбо фолк, староградско негуваш, македонско и мислам, најмногу си ја негувам македонската Традиционална, традиционална музика, така, да. да. Тоа што е наше, да речем. Соработувам со Златко Миладиновски, имаме Добро. многу блиска соработка со него. Натаму се фрли ти нека Кичево малку, а? Да. Баш и кога сум одел по емисии на снимање, ме прашувале дали си одиш некај дома, реков да, си одам некај дома.
дали ќе можеш да ја однесеш колешкава на Кикичево? Реков, јас си одам дома. Да, Каде во дома? Велес. Викам Велес. А не си од Кичево? Не, викам, не сум од Кичево. Да, има впечаток луѓето дека си од Кичево, не знам оти јас кога прв пат те слушнам, мислам да речем вака за тебе разбрав, ми има впечаток дека си од Кичево, а веројатно заради тоа што се работилаш. Малце хаос. Можеби и тоа и можеби и начинот на пеење да така си го негувам тој стил, западниот Кичевски, стил. ја? Кичевски стил, Да. да. Какво е тоа пеење? Знам дека поинаку пеат кичевчани, да. Македонско пеење, но можеби некои трилери, некои вибрата малце подруги од Подруги се, другото да. пеење, да. А и гласот ми е таков што највеќе се пронаѓам со македонскава музика. Јас ја почитувам секоја музика, слушам секаква музика, немам против никоја музика, ни против соседите, ни против странската музика, глобално да речам. Но, ете, мислам дека најдобро ја пласирам на слушателиве македонскава музика и затоа се А посветив чекай, кон ти таа. си образован музичар, значи има завршено и музичко или? Ја завршив пијано, Пијанисти, уствари, да, така? дипломиран пијанист пред 2 години, еве пред 2 недели си ја земав и дипломата како магистер по пијано. Аха. Професорката- Магистратура значи има за пијано. Магистратура земав, да, за Одлично. пијано. За А чекай, таму класична свириш музика. класична музика, ето сакав да кажам. Значи, Да. тој веќе е одсек на класична музика и од кај желбата да настапуваш ти како фолк пејач? Како ги спој тие две работи? Пошто едното е со другото некако ми се многу различни и стилски. И јас уште од мал и кога сум ја изведувал класична музика, кога сум ја изучувал, а секогаш сум ја негувал македонскава народна музика. Дали било чалгиска музика, староградска или македонска народна, да наречам во наводници селска музика, мене ми била најблиску до мене што ме опишувала и најблиску до мене што ме пријала како музика. Јас се извинувам со моите телефони секој звонат, прво слободно зборај. Не е лесно да се познат. Знам Не е дека лесно, заборав да го се исклучам познат, звукот. И ете така, тоа највеќе ми исполнува во животот. Пеењето, многу ми е мило кога гледам расположени лица кај што настапувам. Тоа највеќе ми исполнува во животот. Да речам вака, се пошто спомна селска музика. Имаш коментари Во вака? наводници. Во наводници, да. Имаш коментари од луѓе дека селска музика работиш? Коментари како селска музика, и имам коментари добивано. Јас не се срамам да кажам дека фамилијата по татко ми потекнувам од село Бистрица Сите и сме од од село некое село. Нежилово, да. Тие се велешки? Велешко село Бистрица, не Бистрица Битолска. Добро, да. Затоа си рекол да немаш битолски корени. Они се преселени 73-та година, татко ми дојден, значи кога бил трето оделение. Да. Јас сум роден во Велес. Ете, можам да спомнам како велешанец, што мада не се чувствувам како велешанец, ја поише се чувствувам како кичевчанец или како битолчанец или стружанец, него најмалце како велешанец. Битолски знаеш да збориш? Искрено. Многу брзо ми влегува дијалектот што го Дијалектите? слушам, да. Аха. Многу пати кога одам струга имам еден колега и тоа ми влезе у глава бале кога ќе си одвиме. А си одвиме. Ќе си одвиме и тоа ми остана у памет. И дури и у Велес кога седиме со друштво, дали во кафана или било каде седиме кафеч, Муабета викам, кога кој ќе ќе си одвиме. Да. А по кафани излегваш само или одиш на други места? Не, излегувам секаде. Излегувам секаде. Избегавам искрено низ Велес да излегувам, но имам доста друштво што ми се од Велес и се гледаме често, така што не бирам локал каде ќе излезам. Јас сум стално тој што сум, каде и да излезам сум тој. Така е. Кој ќе си на свирки, да речем вака, низ различни градови низ Македонија, какви се луѓето, кај е најмногу забавно? Некој вел од Источна Македонија на големите журки се прават. Твојот впечаток како е? Искрено, најмалце искуство имам од Источна Македонија. Не си настапувал таму, а? Не сум настапувал, најмалце. Значи имам луѓе од Источна настапувал. Македонија си земите детето, викните таму да ви свири. Не е никогаш доцна за ништо. Пробајте, Така. видите, ќе видите како ќе се одвиваат работите. А ваму во западна како се? Кичевскиот крај. Па и Кичевскиот и вашиот битолски крај, морам да признам, имав една многу голема љубов од тука од Битола. Беше заљубено, да? Да, за жал, сега се омажи, ама Ти се јас омажи пак- љубовта. никој не ми забранува јас пак да си ја сакам, нели? Па Нормално. добро се тоа еднаш кога ќе се заљубиш велото остана за секогаш. Да. Ега отиде на побара ти бе брате пред време. И искрено ти кажам,
песни што ги обожавам од Битола се Ако одам во Битола и таму долу Битола. Значи те потсеќа на љубовта, а? Многу ме потсеќаат на таа љубов. Кажи кај е љубовта да мајме дома сега. Мислам дека кај што возиме беше некаде, ама На булеварот овде? на булеварот Први мај? овдека само не знам точно кај беше десно. А, Искрено ти кажам. ништо ќе те носе, инеш може пегалка ќе ја земавме. Брате, вака се ти имаш бенд собствен? И јас соработувам со повеќе бендови. Значи ти Работувам си како индивидуален пејач кој што си скокач на некој начин што се вика, така? Да, да. Во различни бендови. Највеќе кога ме викаат за свирки, за забави, ме викаат како Игор Андреевски, па јас ја викам групава или пообратно, ако знаат дека соработуваат со мене групава, имам Да. група од Прилеп, што соработувам со нив. Имам група од Охрид, инклузив бенд, можам да си ги поздравам сега. Поздрав до сите. Поздрав Од до Битола сите. имаш група? Од Битола немам група. Иначе со една битолчанка бевме во Австралија пред 2 На години. турнија. Да, Дани Даниела, може би ја познаваат Јас мислам дека ја познавам. гледачиве. Сигурно ја познаваат. Со незе бевме на турнеја. Кај Она бевте беше во Австралија? бевме во Мелбурн за Аха. Нова година, за 31 пред 2 години. А потоа јас останав за Стара Нова година и за 26 имаше свирка во мислам дека се викаше местото Вилијамстоун. Не сум сигурен. Мислам дека се викаше Вилијамстоун. Добро. Има црква Свети Климент Аха. или Свети Наум Добро, тие по Охридски. цркви таму ги прат забавите, нели? Да, да. И си прават забави, имаше кампување 3 дена. Со И шатори? Да, со шатори. Преако. Баш со шатори. Дури и на луѓе што беа поситуирани им беше срам да дојдат со камп приколки, бидејќи сите беа со шатори. Таму што кампуваа Да. во Австралија. Ама добро, Ја- таму топло е времето. Па јас бев од 25 или од 22 декември Во до 1 нежустрото. февруар. Да, во нежустрото, ама таму е лето тогаш. Да, сум бил и јас во декември. Во Австралија. Во Австралија бев 5 дена во Сиднеј. Исто така се прошетав. Не бев за свирење во Сиднеј. Во Мелбурн ми беа сите свирки. Имам една интересна дешавка во Мелбурн што ми се случи. Австралиска? Австралиска, да. Ајде, кажувај. 31 беше нели Нова година. Се чека, ние одиме во еден ресторан, така, елитен ресторан. И јас, иначе, прва и втора средно кога бев, пушев цигари, но ги откажав. До скоро. Се Не пак знам- се распуши? Не знам дали смееме да кажеме тоа. Може не. се. Да. Може, мој сите пушат околу нас, 90% од Повторно Македонија сум пушат. сега пушач, љубител на тутунот, што апел до сите млади Да не пушат. Да не пушат Ако не нормално. пушат, да не почнуваат. И да не почнуваат, а тие што пушат да ги откажат. Да, А, ако можат. ако можат, се разбира. Кога бевме во Австралија и баш пред да заминам Австралија, си правиме дома со родителите муабет. Вика да не почнам пак ти да пушиш, оти моите родители и по фамилијата, по мајка ми, по татко му не се пушачи. Да. И баш ме праша да не пушиш цигари, оти Ти нешто чкарти мириса, излезе. да. Јас сум на дедо ми, по фамилијата на мајка ми, така. И да не пушиш цигари, викам, имам палено, добро, така остана муабетот. И на средина од свирката излегуваме на пауза, не, и ја палам цигар. И излегува еден човек, мислам господин, вика, да те прашам, извини, од каде си ти? Викам, од Велес. И јас сум од Велес. А, супер, на кого си, шо си, како си, се најдовме. И после тоа, кога се врати во Велес, фамилијава моја, мислам, татко ми се познавал со човекот, го видов, рече, син ти надвор, баш се видовме, пееше, супер си поминавме на забава, ама вика, надвор заедно цигар пушевме. И сакам да те речем... кажа, знаеш. ме кажа. Офлеле, па тоа е тоа гледаш, затоа не треба многу познанство ширење за такви работи. Ама нема врска, да, се тоа е тоа. И јас пушам. Јас само нешто како пред камера не пушам, на пример, не ќам в кола, на пример, еве имат запалено да некој од гости иде в кола, ако му се пушело цигара, нека пуши. Јас не ќам да пушам пред камера, пошто реално вистина лош примерен и лошо изгледа. Па да не бидеме лош пример за младите, а тебе те така. следат и млади, и постари, И секакви. и нормално, да. Нормално е тоа. Ама во секој случај треба да се остане една убава порака. Како што и еве, ти сам ми кажа дека е убаво да се промовираат вака нели млади ликови кои што се на естрадата. Ти колку време работиш веќе вака со музика? Јас сум више 5-6 години во народнава музика. Аха. 5-6 години сум во фолк музикава
освен тоа што си работам во музичко школа, ко репетитор сум, ги пратам дечињата што свират сега, на флейта, на тие да кларинет. речам така Последниве 3 години Да. тоа го работам. Јас 5-6 години сум више во народна музика, во македонската фолк музика. Морам да те пофалам и да кажам еден апел дека ваков човек како што си ти, извини што не те персирам, Ако ама нема проблем, јас сум лабав. да, дека многу вреди, дај Боже да ти биде емисијата уште погледана и насекаде да ти биде гледана, дај Боже да ти се отварат и тебе патиштата уште повеќе, кога што си работиш дупло, бидејќи си стварно многу фин и гостопримлив. Ами Ете, таква не знам ме што мајка родила, пофален. море брате. Осте не ме фали, се за тебе дојдовме да кажи ми нешто за тебе што Без треба. разлика, јас морав тоа да го кажам дека баш ми е мерак што ете најде простор и време за не толку познати фолк пеачи да направиш простор за Ебе се види, во јас те твоја слушнав кај што емисија. пееш, ти си доста и квалитетен и како вокал и како музичар, веќе ти треба и мислам и професионално си настапуваш во нештото и место имаш овде во југото, така да и сите кои еве се вистина професионални и имат ете некој просперитет и днина, не знам, талент. Јас сакам да ги поддржам сите кои што можам да ги поддржам и колку што можам, така да ти си еден дел од нив. Ми е моветот бидејќи кажа и веќе како корепетитор работиш во музичко училиште во Велес, така? да. Таму како е состојбата со има ученици и сакат да учат музика велешани? Има ученици, да. Иначе велешани се познати како нас, мислам нас, не мене стрикно, ама велешани ги знаат како евреи, ние сме многу стиснат народ. Велиш? Да, многу ми е криво што е така, но цената на свадбите што ги свират во Велес, дали е и упола од тоа што го свират во Битола и во Кичево и во Струмица и секаде во Македонија. Значи не му се дава на велешани многу пари за свадба. Да. Па мене повеќе да ти кажам право, ме знаат и како кичевчанец, јас не се борам ни толку за велешкиов пазар. Свадби има Кажам свирено, искрено. така имаш одено на свадби Велес да не. пееш. А Велес општо не, во негде Кичево. вака низ во Кичево. Да, да, само. во Кичево. Ај кажи ми вака што си видел на свадбите, таму има интересни сигурно ситуации, адети има некои чудни што ги прават. Тука во југото многу мавети такви се свртили за адети, за едно и за друго. Има интересни мовети, мислам и за свадби и опште за веселби кај што Аха. сум настапувал на роден ден и на приватни веселби. Бев на пред неколку години. Небитно каде точно. Да, кај некој на свадба. Не беше на свадба, беше приватна веселба. Аха, окей. Рече дали ќе може да направите ја излези Ѓурѓо. Таа ми е мера кептен, рече, ако треба ќе се фрлам на масава. Ја не го сватив сериозно човеков дека ќе се фрли на масава. Реков, луѓето што се околу него игра оро. И сега не можев веднаш да ја прекинам забавак, оти беше друг ритам. Реков, Така. за некоја песна ќе направиме. Те молам да направиш мерак ми ептен. Да. Човекот имаше клупи ставено и маси долги. Човекот се фрли на коленици, ја скрши масата и буквално се случи хаос, мислам во позитивна смисла хаос. Не беше ништо лошо, после тоа се извини за тоа што го направила, едноставно го понесе емоцијава. Ја мислев дека Но на се ја излези Ѓурѓе на маса. на маса, ама со колениците се фрли и ја скрши напола маса. Ја не го верував тоа. Ми рече, ако ми направите таа песна, ќе ја скршам масава. Ја мислев човекот Така си вели, да. повеќе поднапиен, реков со рака да не мамне да не скрши масава. Нема проблем, бо што сака нека си прави. Јас сум должен да ги веселам луѓето што се таму. Да, па ама од друга страна, па брате, кој ќе си пејач вака ете на веселби, луѓето, знаеш, дури имат некојаш и впечаток, како што кажа сам, јас сум таму должен да ги веселам, па има и шити граници, например. Дали некој некојаш, например, ете, те изиритирал, те изнервирал на некој начин? Има, да, ама знам да ја поставам границата точно кај се наоѓа. Ете така, ти не си сепак таму се за некој да си игра со тебе. Нормално, нормално. Јас сакам Треба да се направам почитува, кејф, ако сите се на земја гости, сакаме да поседнеме на коленици, Да. да си направиме некој езгија, нема никаков проблем. Јас секогаш сум правил кејф во смисол да бидам заедно со луѓето, никогаш не сум се правил некој големец, да ме ќе само стои и ќе пеам, не седнувам на коленици ако се сите заедно Да. на земја. Си има десено, тоа беше во поблиски днина. Ете, па може ќе кажам година дена, Аха. може да има од тој настан. Минар. Мислам, не е ништо настан, човекот си беше развеселен.
Не беше од Македонија и сакаше да покаже колку пари има и за да ми залепи пари беше застанат вака. Како да ми е лепи пара. Ја застанав на маса, дали ќе може таа песна, ќе може. Си застанав, си пеам, само пружав раката за да не му удри по челово. Да, ти може да те... Мислам, секој нормален остави по челото и ти залепат некоја пара, ама нормално да биде. Да. Не да ти е акне, ти се снејавни, после ти се смарти. Другарите што беа околу него рече, не се секирај, нема ништо да ти направи човекот, само сака да ти ја залепи на чело, ама нема да биде онака како што се понаше. Ја останав смирен, останав вака со раката, знаеш, да не се случи тоа. Сепак образот е најбитно нешто. Парите се пролазни, денеска ги имаме, утре ги немаме. Образот останува за секогаш. И мислам човекот фино се испонаша, после тоа ми ги даде. Мисля дека ми ги залепам, не, ми ги даде парите. Направивме уште неколку песни, немаше никаков проблем. Многу ретко, па и не се сеќавам да имало некој проблем или инцидент. Јас познавам и дувачи вака што ми кажувале мене во Муавет дека и заби му скршиле дури. По кларинетот, нешто или по саксофонот ќе го удри и тој со писката тука во стана нешто ќе му ги скрши кецоите на пример напред, заби му скршиле. Малце зафркната работа за дувачките. Значи луѓе ако сте пијани пиете, ама немој да ги тепате музичарите. Како да ви кажам, отики немате музика после кај да ви свири. Има кај нас села низ Велешко кај што многу ретко се нафаќаат музика да има. Како пред ти без музика? Со музика прават, ама многу ретко од музичарите се нафаќаат да свират таму. таму, ти си многу силни, а? Па може да си ги најдат инструментите искршени и така натаму. Си имало таква ситуација? Јас сум немал, да. Мислам, имаш слушнато од други? Имам слушнато од други, јас сум сепак млад, немам кузне кулкаво искуство. Колку години си рековме? 26, сега во март 27. Па добро си пораснал се, брате, не си уште многу млад, најчуќе одиш на ги 30. Така уди. Не ме плаши, ако ме гледат мама и тато на емисија, ќе ми викаат да се женам, така да... Па се види, јас ти кажав, можеме да одиме на љубовта овде, ако ти е негде? Не, она си е мажена, така да... Прво да ставиме... Нова битолчанка ќе параме. Чекај да видам овде во паркот да не трча некој. А нема никоја? Нема, видиш тама, рано му е се од работа си да ручат дома една друга, си стушири ќе да останеме тогаш да видиме дали ќе се најде некој. Ќе те прошетам овде во парку, има фит, знаеш какви чупиња трчат овде? Стварно? Кој ќе вежбат, да, овде цело вака трчат, джогираат. А и овде можеш, овде интернати има од различни градови, медицинско ето училиштето. Еве, погледај си малце, погледај си, ќе те правиме можеби толски зет. Да дојдам овде дома се? Еми, отишо шуба е битола, знаеш. Вака почесто и на емисија ги сидам кај тебе барам. Еми, ќе се возиме вака барам со југо, ти плюс убав гратен. Не, Битола е супер, имам и роднини овде кај јас. Па добро. Битола, не знам точно како се викаше малото кај што живеат они. Ама имам овдека доаѓано, овде беше расчекурен? Да, надолу. Дискотека надолу. Знаеш, ти текна. Имаш оде на расчекор? Овде имам јадено. Тука има и сендвичари, да. Сендвичари. Ето така, брате. Кажи ми вака се, ти како дете ќе те вратам малце на почеток. Одеше нижо музичко нешто или директно си иде во средно? Одев клавир и кларинет заврши. Значи колку години свириш ти клавир? Од 6 години, сега сум 26, значи 20 години. 20 години свириш пијано. Свирам клавир, да. 4 години имам завршено и кларинет. Тогаш беше, немаше 9-летка, нели 8-летка беше. 4 години беше кларинет. Завршив и кларинет напоредно и клавир. Значи свириш клавир, пееш, свириш и кларинет, други колку инструменти свириш? Кларинетот, искрено ти кажам, го продав и саксофонот. Имав и саксофон, но го продав, бидејќи долги години више немам свирено кларинет и саксофон, а рутината се губи. Гласот останува, ама рутината за инструментите се губи. Клавир си свирам. Ама на дишењето диафрагма го имаш уште? Јас еднаш со Брас Брадерс како снимав, ги прашав за кој ќе ги застане полиција, нели кој ќе дуват, дувачите знаат како треба да дувнат за да не покаже алкохол. Па имаш таква не знам што да кажам за дувачите, ама мене ми е зедоа еднаш возачката. За алкохол? Така што не беше за алкохол, за брза вожња беше. Ама не ми се нафанело и за алкохол да дувам. Не знам преку диафрагма толку да дувам како зорладжиите што го издржуваат тој воздух. Да, константно. Ето така, да. Значи немој да пиете и да возите. Не е Никако интересно, гледаш остануваат луѓето без возачка. Тоа никако. А с краја да гледаш веќе во последно имаме и вести слушаме кај што и завршват и животи, така, значи
Не, јас за брза воžња имав забрана за Ето возење така, во да. Дојран. А иначе за алкохол Кај возеше брате во Дојран брза воžња, 40 ни цел град. За време на короната беше тоа, 40 заобиколував кола. Ти 50 имаше возено. Ја имав 76 возено, ама заобиколував кола. Пред мене колата што беше заврти десно, јас да заобиколам, во тој момент ме фана радар и ми кажа дека дури Ѓоко Јови го казнив мене па тебе. Реков добро. И па Во тоа е ред, тоа. јас ја 4 сносам километри е одговорноста. цел Дојран, во 4 километри Во устава. на Стар Дојран мислам дека беше. Да. Не се ни сеќам 2021 или 2020 беше. Тоа беше во време на корона, да. А во југо си имаш возен или прв пат се возиш? Да, да, Ту го баш кажа тоа- на дедо ти, да. На дедо, он ми кажа дека најбрза кола на светот било Југо Корал 45-ка вишна боја. Вишна, до бојата. Малце потемна, малце Од ова. потемна од Да, твојата. знам која е да трула вишня е викат. Трула вишна најбрза кола. 45-ка. Епа 45. може, може. Да не го чува дедо ти уште да се тркаме малце со него. Не, го продаде. Го продаде, сега моментално е покоен, не е жив, не е меѓу нас, Тоа е. али сум се возел со Југо и баш само што влегов, ни се потсетив на мирисот спомените на со Југо, него. да. Да. Го имат од сите кои ќе влезат сите тоа велат. Јас не сум, како што кажа и на почетокот, им Мерцедес возам, не сакам да се фалам, но сум многу скромен човек, јас уживам во Се во познава, на татко да. ми Голфот да се возам повеќе него во мојот Мерцедес. Го купив ете така, може би у моментот сум имал финанси, сакам некоја посигурна Па добро, кола. да свираш, сите свираш, си земат пари, сите возат Мерцедес и бенвиња, така не се ко мене Југо да возат. Не гледам луѓето, не ги ценам Не, по пример, јас облека пајтам, или по Да. по кола. Јас брате подзастанав тука се, знај зашо? Затоа дарувам брате, сега дојде момент на дарување. Зошто терувај? Па дарувам јас во емисијата. А, Мачиња кучиња чуваш? Имаш Чувам. миленичиња? 5 мачки чувам. 5 мачки. 5 мачки чувам. Види брате што ти носам. Харана од 5 плюс за мачиња. За мачиње? Ами знам јас дека чуваш мачиња. Леле, колку ќе бидат. Имам и слика, можам да ти покажам на телефонот ако сакаш сега, Ајде. ако сакаш после Ајде, емисијава. покажи ми, нема проблем, ќе покажи ми на камера. Малце ме нервираат мачките, ми скокаат на колата и ми ја гребат. И ти ја прат со она, со... Да, еве последно пред да тргам за овде. Ете, на хауба, Ева, покажи ја на иначе- камера да ја видиме. Иначе се вика мачката Буба. Ете, Можам тука да на си ја крајчето. поздравам. Еве го мачето. Поздрав до Буба, Буба од 5 плюс добиваш храна. Ќе бидат најрадосни на светот. Да, чекај, но тоа не е се, брате. Не е се? Не, јас знаеш нешто заборав да ти дам водичка, ти дам од пелагонка, битолска вода, за во југото ти многу збораме. Ќе Обична е? ожедниме, обична е, да. Може одма да се напијам да Може пробам. слободно визијски си се напијам, благодариме пелагонка што не хидрирате во југото. Ви благодариме. Ето, одма да се напијаме и ќе продолжиме кон останатите поклони. Живели. Подароци, ајде со вода живели, да. Подароци ме карат кој ќе велам поклони било србизам. И вистина така е. Брате, значи, Убаво да. како сакаш речи уште еднаш ќе дојдеш во Битола, ќе те пуштам на третман во Ива Бјути центар. Ето виде, малце да си се свежниш, пошто јавна личност си се веќе излегваш и по телевизии, спото и песни едно друго. Ова е за масажа нешто за... Па се има третмани еден куп, може и масажа на лице, има третман за лице, масажа на цело тело, солариум има, што нема. Че многу работи има. Значи треба да идам Битола сега пак за скоро. Па ете ти, ќе си се договориш со Ива Бјути за терминче и кој ќе идиш, Изива Бјути, после да излезам, изет ме направивте битолски. абе нема кој ќе дојдеш Битол овде, нема лабаво. Плюс види ќе те намирисаме одма да мирисаш убаво од парфемерија Ноир. Ти доделуваме парфемче. Морам да го мириснам да видам Слободно. каков мириси. Ајде, свајте, вчера одбиравме, се надевам го погодивме. Да видам. Прсни малце ти новоето, може не е она. Убав. Мене ми мириса преубаво. Ето. Ама Значи, нема сите во Јас сум човек што ми се познава по лицето многу пати кога не сум расположен. Игор Шоти е кога не сум расположен ме сеќаваат, ама не можам да глумам дека е преубав мирисов. Да, убав е вистина. Знам сите се убајат таму. Сега си го земам малце ранчето. Оти тука се пошто јадно се малце напералме колата, сите ова југото вака прави. Да си го земете овој парфем. Нуар. Но и мислам се, парфемеријата, ама по код додат сите, се код немаме пишано нова. Може и онлайн да си порачате од Ноир. Стварно преубав Да. мириса. Следно, ќе си направиш едно, ова е за се вака. Значи ќе мораш да дојдеш Битола брати да си најдеш друга љубов и да му поклониш еден третман за коса кај Кики, фризерката. А она не чеше ли машки, не можам јас да отидам? Само за женија. Тоа е, ќе мораш
за понежната половина. Значи, темно обврзавте. Мачки веќе ме тераат пак да им купам од 5+. Епа. Ке треба повторно да си дојдам да си купам мирис од Така. нуар. И следно ќе треба и женска да си надам за да и да направат Точно. фризурата да биде подобра. Ама чекај ти да не мислиш јас туку така. Утре други ден деца ќе има со таа женска. Ето, ќе те пуштиме во едукативен центар Макси децата да ти ги образуваат таму. Леле. Пошто на многу интересен и креативен начин работа со децата за нивниот развој. Ама на крај ќе треба ја овдека да се преселам, Па па да си изгледа патувам така за иде. велесна работа. Така иди некако. Повели ова, чекај, уште имам. Фала ви многу. Мерцедес реше возиш. Возам, да. Сервис кога му е дојдено време, има да сервис. Уште скоро треба да му правам. Ајде кај од Solution на сервис да те пуштам. Овдека? Да, битола, Битола? сега битола, да. Ја можам на еден ден да дојдам и да ги завршам сите обрски. Точно еден Што ден. ми треба? Ете така и тама на сите по една песна ќе му маниш. И плюс после тоа кога ќе го направи сервисот, ќе те пуштиме на хемиско чистење во Магнум. Стварно ми е за хемиско колата. Евете, во Магнум тука Следно, исто битола. следно морам да му правам хемиско чистење, оти пушам натре цигари у колата. Ете. Не е добра навика, но морам да му направам. Еве го. Магнум се викаш така? Магнум, Има да. бројче се. Има се на него, брате. Супер. Ете така и уште Леле колку поклони ми изна и уште поклони. една работа да си земиш на очарчиња за сонце и да го комплетираме се што треба, брате, за како еден битолчанец да заличиш вака да речеме. Иначе, оти имам Од зелени оптика очи. диоптрика. Има зелени очи. да. Тука имам зелени очи и ми препорачуваат многу доктори да Очила да за си земам сонце, да. Очила за сонце си земам. Како ми кажа? Оптика диоптрика. Оптика диоптрика. Да. Еве јас си носам Hugo од кај нив, имате еден куп брендови на наочари, еден куп избор. Така да Значи сосема опремивте уште да најдеме женска од овдека да сега се одиме, соженам. брате, негде на и- широк со каков ден искорз да ќе поминиме, ќе најдеме. Може. Може. Да не сакаш нешто за крај да кажеш, ајде да поздравиме гледачите и да За садиме крај вода. морам да си го поздравам Дарко Јанковски. Мгм. Он ми е другар, а воедно и се грижи за мојот не е стайлинг, него фризура и брада. Стайлинг, ајде, hair стайлинг, да. Hair стайлинг. Влакне Што стил. да, Добро. што секогаш во секое време ме средува и ме дотерува да изгледам вака како што изгледам. Се надевам симпатично изгледам, се Па секој се си има ќе кажат свој вкус, битолчанки, али што да речеме. се надевам дека ќе имам позитивни коментари. Само толку име за крај да поздравиш другарите што те стрижи. Не само другар ми што ме стрижи, да те поздравам тебе. Мими, уште многу успеси понатаму. Фала ти уште еднаш за поканава, за оваа прекрасна емисија. И многу успеси понатаму. Фала ти, Се јас ти надевам дека посакувам ќе исто. се надевам дека ќе соработуваме уште долги години. Па така, јас така велам, чим влезе некој во југото, натаму веќе си продолжува со работката. Фала ти тебе што дојде до Битола специјално да те повозам со југото малку низ Битола. Еви да те дарувам и да си направиме еден мака муавет и да те Искрено- запозна и мојата публика. Искрено вака скромен човек како што си ти, уникатен и не знам уште кој збор да го искористам пофален за тебе, нема. Не сум сретнал до сега тоа што и идејата што ти текнало да снимаш и во југо и сето тоа што го правиш, само Господа ти дава успех. Фала ти, понатаму. јас ти посакувам успех и на секој можен план, и на музички, и на животен, така да, брате, се гледаме во некое народно издание, па и да промовираме нешто твое поголема, може и некој следен концерт. Фала ти Ето многу. така. Фала ти, мило Да ми се гледаме беше. заедно. Зубаво Фала на поздрав до сите што не сите. гледавте. Фала ви. Чао, чао. Чао, чао.